Денеска Маја ме инспирираше, ќе ве упатам, а и заменик министерот, на последниот извештај, и ја мислев дека од него владата ќе се води, последниот извештај за напредок на Македонија во 2021 година. Сетете се што пишува во поглед на заштитата на животната средина, која е неразделно поврзана, засегната од заканата, од концесии, од различен тип, доколку не се почитуваат строги правила и процедури. Значи, тамо беше нотирано прво дека, ако го споредите овој извештај со оној за 2020, дека препораките во поглед на транспарентноста, во поглед на диалогот со невладиниот сектор, во поглед на процедурите, во поглед на антикоруптивното однесување, не се почитувани. Ве молам да си го отворите извештајот. Да се зголеми транспарентноста и диалогот со невладиниот сектор. Добро би било да маршираме со невладиниот сектор, ама најдобро е да нема причини за марширање, односно да нема помати се наместо разбистри се. Факт е дека никој не негира дека повеќето од нас овде, или речиси сите, не сме експерти во оваа област, ама сме длабоко заинтересирани од и се работи за животот. И затоа се разбира, направивме неформална коалиција со екокоалиција, што јас ја нарекувам декор во моментов од наш аспект. Имено, не само што не бевме спремни да си ги почитуваме предлозите, и јас предлагав, ама Моника прва, овде седеше, Маја ја поддржа, убаво паметам што се случуваше. И всушност Антонио, мислам, прочита дел од тоа, туку еве, во деловникот има можност да поканите експерти, стручни лица, па многу би сакала јас, творците, оригиналните творци на овие амандмани, да можам да ги чујам овде, за пред да кренам рака, да знам дека она за што гласам, на вистина треба да го гласам. Значи, тоа е првото. Второто, видете, суштината овде е исто така врзана, и јас побарав денеска од председателката на Комисијата за локална самоуправа, да го стави на дневен ред еден извештај, што е можеби најважниот, за состојбите со локалната демократија во Македонија, на 4 години се прави, и внатре, исто така во заклучоците и препораките, се укажува на коруптивноста, на потребата од антикоруптивни активности, ама исто така се бара да се активираат формите на директна демократија на локално ниво, да се почитува децентрализацијата и да се почитува автономијата на локалните власти. Од тие причини, а и веќе објаснивме, не знам по колку пат, дека не е исто да дадете мислење и не е исто да барате согласност, јас дури дадов и пример, логично е дека најзасегнатите, најзаинтересираните, кои се? Граѓаните, тамо каде што се дава концесијата за определена активност. Кој ги представува нив? Ние сами се негираме на таков начин, зашто тоа што се советниците сме ние на национално ниво. Советот. Ке речете и градоначалниците, да, ама тоа се сепак индивидуи, каде што има опозиција и власт и на локално ниво, и има шанси за поголема транспарентност. Што е тогаш спорно во тоа што ние, речиси во секој член, инсистираме на тоа, значи,
Извинете, па сега јас зборувам во контекстот на ова, а вие зашто зборувавте денеска? За кој амандман да ве прашам? Значи, во секој амандман има согласност и во секој амандман има мислење. И повторувам уште еднаш дека тие се најважните во моментов. Затоа, точно зборував. Ве молам во својство на Предлагач сум и председавач ќе зборувам толку колку што ќе ми дозволи председателката. Да не ги претвараме, говорите во диалози. Вие и денеска глумите адвокат. Председателката е професорка по право и ја знае материјата. Ама вие си дозволувате, ако ги советувате во СДСМ, нема потреба нас да не советувате Би овде. ве замолила во својство на председавач и заменик Па видете, председателка директно ми се да обраќа. се однесува на сите, говорите да не ги претвараме во диалози, бидејќи не даваме добар пример ни кон самите себе си, ни кон граѓаните што не следат. Благодарам, продолжете. Значи, до диалогот е. До диалогот е. Диалог со невладиниот сектор, диалог на локално ниво, за да нема, реков, потреба од протести, од маршеви, за да се реши проблемот на најдобар можен европски начин. И затоа јас очекував овде, во воведот на предлагачот, прво што ќе биде да биде извештајот на ЕУ, бидејќи луѓе со знаме европско е, а го нема извештајот. Како може тоа да ве прашам? Благодарам. Пасиче Нукама. Бидејќи нема пријавени за збор, го заклучувам претресот во амандманот 20 и амандманот го ставам на гласање. Ве повикувам да гласаме кој е за,